Благодарам. Колега Мартин, имате повторување 5-та година поред во креирањето и реализацијата на буџетските пари, односно креирате мегаломански, огромни буџети, за да потоа во реализацијата потфрлувате многу. Ве слушам неколку пати, провејуваше во вашата дискусија консолидација, економски политики и така натаму. Какви економски политики кога Европската комисија во својот извештај вели дека владата на Заев нема јасна стратегија за економскиот развој на државата и нотира дека стратешката визија на владата за привлекување на странски директни инвестиции, за поддршка на иновациите и извозот е нејасна и не постојат никакви стратегии во овие области. Дополнително, во извештајот се нотира дека Законот за стратешки инвестиции е целосно проблематичен и нетранспарентен во делот на тоа каква дискрециона поддршка и буџетски средства државата може да им обезбеди на тие стратешки инвеститори, што индиректно упатува на можни злоупотреби и корупции. И ова не е во главата на ВМРО-вците, туку ова е извештај од релевантната Европска комисија. Ајде, што мислат германските инвеститори за странските директни инвестиции? Дел од погрешните политики беа оценети со голема нула од страна на германските инвеститори во земјата. Дополнително, порастот на корупцијата и влошувањето на бизнис климата придружени со целосно напуштање на претходно воспоставениот модел на привлекување на странски инвеститори, кој даде големи резултати во периодот 2006-2016, е главна причина за најголемиот пад на странски директни инвестиции во земјата, споредено со земјите од регионот. Додека Србија веќе ќе произведува вакцини и ќе има пораз во странските директни инвестиции, овдека граѓаните ќе се грижат за своето преживување. Односно, суровините поскапеа веќе до 40%, а до нова година се очекува пораст на цените на прехранбените продукти за 50%. Не рачунајќи ги тука цените на енергенците. Кој преживее ќе раскажува кај нас во државата. Вашата најголема грешка е што за секоја криза што сега не снајде во државата, вие ја релативизиравте состојбата. Дали беше за здравствената криза, дали за економската криза, дали сега за енергетската криза, цело време велевте, тешевте, се е во ред, се е под контрола, затоа стигнавме до состојба да уништуваме вакцини кои што ни беа донација, кои што не се искористија, со погрешни кампањи се тргна. Значи, основното човеково право, здравјето, не е заштитено на граѓаните, а што зборуваме за понатаму? Каква консолидација, какви црни економски политики? На колена е државата. Во амби се државата и тешко ќе се врати на колосек. Благодарам.